Здраво и добро дојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за изолирање, инокулирање и субкултивирање на растителен материјал. Ќе започнеме со една дефиниција која ја разгледавме уште во првото видео, односно што е експлантант. Значи, експлантант е дел од ткиво или пак растителен орган, може да биде дури клетка, овдека не е наброено, кој се изолира од растенијето донатор. Растенијето донатор во видеото за стерилизација рековме дека може да е од полски или од контролирани услови и од кој ќе се изолира, се култивира на хранлива подлога во инвитро услови. Односно, имаме растение, така можеме да изолираме орган, така можеме да изолираме ткиво или пак клетка и го изолираме од растенијето, зависно дали тоа растение се наоѓа во контролирани услови или некаде надвор во природа во полски, има различни методи на стерилизација, и го внесуваме во инвитро култура. Вред. Значи, ова парче представува експлантантот. Океј. Сега ќе видиме што се може да се изолира како почетен експлантант. Во ред. Да видиме што се може да се користи како примарен, односно почетен експлантант. Овдека на првава слика имам едно многу младо растение, каде што првиот унаводници пар листови се всушност котиледони. И гледаме, нека има два котиледона, односно е дикотиледон. Значи, котиледон. Значи, котиледон може да се изолира како примарен експлантант. Може да се изолира делот под него, што се нарекува хипокотил. Може да се изолира пупката која се наоѓа на врвот, односно таа се нарекува апикална пупка. Значи, поточно меристемот од апикалната пупка. Друго што може да се изолира? Може да се изолира коренот. Така, значи, може да се изолира корен. Или пак можеме дури да изолираме коренов меристем. Значи, овие точките кои сум ги нацртал како бели точки на врвовите на коренот. Значи, коренов меристем. Во ред. Да видиме што се друго може да се изолира кај едно повозрасно растение. Овие, дека првиот пар на ливчиња, повторно се котиледони, така што ќе поврзам горе. А корен, исто така и тука може да се изолира. Во ред. Исто така и тука може да се изолира коренов меристем. Значи, тоа ќе остане исто. Сега да видиме што имаме дополнително. Имаме листови. Вред, значи имаме лист, така може да се изолира лист. Може да се изолира аксиларна пупка. Така, значи ова не е апикална, него е аксиларна. Се наоѓа во пазува. Вред. Може да се изолира аксиларна пупка, може да се изолираат нодии. Нодии беа овие налик коленца кои се наоѓаат по стеблото на некои си растенија. Значи ова вдека е нодија. Вред, значи и ова овде е нодија, и ова овде е нодија, само да не бележам. Ако може да се изолира нодија, тоа значи дека може да се изолира и интернодија. Значи делот помеѓу две нодии се нарекуваше интернодија. Овде исто така имаме апикална пупка. Вред, значи ова врвчето овдека е исто апикална пупка, додека овие листовите кои се наоѓаат околу апикалната пупка се наречени всушност листни примордии. Ако изолираме листови или пак котиледони, тие често се делат на три различни експлантанти, односно нив може да добиеме три различни експлантанти, значи се прави некоја си ваква поделба, каде што овој го нарекуваме проксимален. Ово е медијален. А ово е дистален. Листен експлантант. Во ред, значи тие се главните примарни експлантанти кои можеме да ги изолираме од растенија. И ова главно, значи може да се прави од растение кој расте во полски услови, како што е овдека нацртано, бидејќи ова кафеното сугерира дека ова е почва. Во ред. Или пак може да се прави од стерилно изртено семе. Така, значи ако имаме една инвитро култура, каде што имаме хранлива подлога,
имаме стерилно изртано семе, значи ставиме едно семе, го пречуваме со портокалово, и од него добиеме, дали ова преходно што го нацртав, нешто вака. Така, ова вдека се што го добивме е ова првата слика што ја нацртав лево. Океј, значи можеш да го добиеш од стерилно изртано семе, или пак можеш да го добиеш од растение кое се наоѓа во полски услови. Сега, од кога го имаме изолирано примарниот експлантант, истиот треба да го воведеме на хранлива подлога, односно да го инокулираме. Ако примарниот експлантант кој сме го изолирале има налик стапчеста исправена структура, како на пример интернодиите, така, например ако сме изолирале интернодија, ако сме изолирале корен, ако сме изолирале хипокотил, апикална пупка, тие имаат налик исправена структура. Значи, ако изолираме нешто такво, во тој случај го поставуваме со својата базална страна кон подлогата. Што мислам со тоа? Да речеме сега ќе презентираме еден хипокотил, во ред, ја ќе го нацртам со се котилодони за да има смисла. И ако го изолираме хипокотилот, во тој случај ќе го поставиме вака, така со листовите тука вака горе. Океј, значи како што би требало да си биде во природа, со својата базална страна, така, со својата базална страна кон подлогата. Значи, нема да го поставиме обратно. Така, обратно би изгледало вака некако. Океј. Значи, вака. Значи, нема да го поставиш така, нема логика. Ќе го поставиш со својата базална страна. Сега, некогаш се поставуваат обратно некои структури, тоа се нарекува аполарна ориентација, али главно се поставува поларно. Океј? Значи, главно се поставува вака. Значи, се нарекува поларно, но може да биде некогаш и аполарно. Значи, поларна или аполарна ориентација. Но, ако си изолирал, например, листови или пак котиледони или пак фрагменти од истите, така, значи, ако си изолирал лист, котиледон или фрагмент од истите, во тој случај тие се поставуваат со својата вентрална страна, односно хипостоматична страна кон хранливата подлога. Хипостоматична е долната страна. Океј, вентралната. Таа која не ја гледаш, вака која ги гледаш листовите од згоре, така тоа мазното убавото, тоа е дорзалната страна. Значи ти ги поставаш со вентралната страна. Сега ќе прикажам некои слики за да имате повеќе разбирање за што зборам. Значи на овие слики гледаме дорзалната страна на листот, во ред, ја гледаме вентралната или пак како што реков се нарекува вакво хипостоматична. Значи во ред. Значи имаме дорзална, имаме вентрална, овдека исто да гледаме, овдека имаме вентрална, овдека имаме дорзална страна. На некои листови од некои растенија обично не има ни разлика, но најчесто има разлика. Сега, реков дека листовите или котиледоните се поставуваат со вентралната страна кон површината. Тоа значи листот, сега не можам да го нацртам така, али ќе се постави со вентралната страна кон хранливата подлога. Најчесто кога се поставуваат, они се наоѓаат близу до површината, како овде што сум го нацртал, но некогаш може да се стават нешто подлабоко, али не да го ставиш ти листот внатре овдека. Во ред, бејќи нема да има контакт со гасовите. Значи не можеш да го ставиш вака од оздоле. Така, вака не. Океј, значи се поставува вака близу површината. Мислам, близу површината. На површината, али не длабоко. На површина. Океј, со вентрална страна долу. Откако ќе го инокулираме експлантантот на дадена хранлива подлога, тој нема да остане на истата за секогаш. Во ред. Значи, после даден временски период, зависно каков експлантант сме имале, зависи од растението, зависи од условите, тој ќе биде субкултивиран на нова хранлива подлога. Значи, ќе го изолираме, ќе го ставиме на нова хранлива подлога. Значи, ова е нова, ова е стара. Во ред. Значи, ќе се пренесе, односно ќе се субкултивира на нова хранлива подлога. И тоа е субкултивирање. Сега, има повеќе причини зошто го правиме ова. Еве ги најглавните причини. Може би сакаме да извршиме рејувенилизација, односно подмладување на културата. Може би паднало пеха,
така, и подлогата станала течна, што не е оптимално. Најчесто искористени се хранливите компоненти, значи се искористено, се суши подлогата, бидејќи водата заминува, влегува во гасна фаза. Ако се суши подлогата, тоа ја зголемува осмомоларноста, односно се зголемува концентрацијата на соли и шеќери, што не е добро. Растението останало многу големо, односно веќе го искористила просторот, така, значи веќе не го собира, мораме да го ставиме во некој поголем сад. Може би сакаме да го размножиме, така, ќе земеме од тоа растение се повеќе експлантанти кои ќе ги субкултивираме. Подлогата може би потемнела поради тоа што растенијата лачат феноли, не секогаш, може да лачат феноли во подлогата и така ќе стане кафена или пак црна. Или може би сакаме да го пренесеме на подлога во која има различни фитохормони. Нели, фитохормоните иницираат различни физиолошки одговори кај растенијата. Поради тоа, например, сакаме сега нешто друго да направи растението и треба да го ставиме на нова подлога која има друг состав, односно други регулатори на раст. И тоа може исто така да биде причина. Значи постојат повеќе причини зашто би се правило субкултивирање и се прави во различни временски периоди, кај различни видови на инвитро култури. Значи овие се некои од причините поради кои може да биде, така, значи ако се примети дека нешто тоа се случува, нели ќе се планира да се субкултивира таа култура. Најчесто некои од овие причини се случува на околу 20 до 30 дена. Али овие не се фиксни бројки, значи може да биде порано, може да биде 7 до 14, може да биде 30 и нешто дена. Значи не се фиксни бројки, ова ви кажувам како општа, како некоја си општа вредност. Океј, да знаете отприлика во какав временски период, дека не е тоа година дена. Значи не е до толку долг период, али не е ни до толку краток. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Ова беше прилично кратко видео во споредба со другите и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.